Ајде да почнеме. Здраво дечки, јас сум Кика Авеира и денеска во гајле ми е. Ја имаме Сара Миленковска. Сара некако излезе да ми биде прва гостинка и мене ми е многу драго што е тоа така, затоа што Сара е една од најпаметните личности што ги знам во животов. Не жени, личности, значи општо, значи за било кој джендер. И многу ми е драго, со Сара имаме зборено на секакви можни теми и баш тоа збориме дека можеме да збориме за све и свашта, меѓутоа ќе почнеме од една тема која што и на двете ни е многу драга. Многу сакаме да збориме за неа, особено Сара, пошто она знае малце поише од мене, доста поише. Чекај, прво да ти кажам здраво, иако... Да, јас тука малце се засрамив од убавото и начин на кој што ме представи, кој што гледаш се задоткав од прва, бидејќи како многу паметна ме представи. Ама... Не, без притисок, не беше тоа за притисок. Да. Сега ако онака се задоткувам, тоа ќе биде само заради оваа почетна убава трема, ама како што кажа, толку често имаме разговарано на сите можни работи и сме учеле една од друга многу и сме си ги и предизвикувале позициите и од тоа прераснало да може да збориме волку отворено за одредени работи. Така да ќе се опуштам за неколку минути, ама да, здраво и фала ти за поканата и чест ми е да сум првата, нели, дел од овој подкаст. Секогаш ми било значајно и убаво тоа што ти го правиш и се трудиш да го направиш на свој автентичен начин, така да мило ми е што уште едно скалило од кое што заедно вака ќе може да учествуваме. Да, Сара, ти подобро ќе ми кажеш за се што работиш од типот на Стела Нетворк, на Сподели авторка, на убавите вести што ги имаш во последно време. Ќе зборуваме за правата на жените, како може тоа да се каже, за женската вклученост. Јас родова еднаквост е онака термин кој што би ги пооткрил сите жени и девојчиња и транслица и тоа што сум јас накратко, значи јас имам завршено политички науки, завршив мастер по комуникација, односно сега треба да завршам и магистерската. Меѓутоа решив да направам една пауза исто академска во друга земја, така да сега ќе бидам студентка на London School of Economics and Political Science, каде што ќе студирам мастер едногодишен род, политика и нееднаквост. Ама тоа е онака ако треба да започнам приказната за себе од крајот, као кулминација на тоа што конечно сватев дека се што ме интересира сакам и академски да го истражувам, бидејќи пропратно секогаш го истражував, ама повеќе во слободното време него во професионалното. А тоа што претходно имам работено, освен директно и како новинарка и со различни медиуми, имам работено како асистентка за развој на програми. На некој начин, ако постоела одредена идеја, која што била значена во однос на антикорупција, човекови права и медиумска професионализација, во програмата во која што работев, тоа ми беше улогата, каде што таа идеја направивме сет на активности за потнатаму како тоа да се развие во општеството во Македонија. И од тоа искуство, од сите, сам од можноста да учам од прекрасни луѓе околу мене и да се надоградувам академски, решив дека она за кое што имам страст малку повеќе е женските права, односно родовата еднаквост и од таа перспектива сега сум кај што сум. Како коосновачка на Стела со еден прекрасен тим каде што работиме, односно имаме менторска мрежа. Целта на Стела е да овозможи академска и професионална подршка на жени и девојчиња кои што имаат одредена идеја за нешто, односно им треба помош во одредено поле,
Никогаш и тоа значено да имаш менторство чисто за да откриеш што навистина ти треба и треба да се фокусираш. Меѓутоа имаме прекрасни успешни приказки во кои што многу девојки и жени успели или да започнат свој бизнес или да се запишат на студиите на кои што можат. Дури и јас сум една од нив, бидејќи иако сум менторка и коосновачка на Стела и сум била и менторирана од една од коосновачките на Стела и токму заради тој менторски процес успеав да аплицирам на 3 прекрасни факултети секаде да ме примат и да одлучам да студирам на London School of Economics и да воедно добиам стипендија која што тоа ќе ми го овозможи. Така да сакам да кажам дека е убаво и да ги правиш работите кои што сакаш, ама и воедно да ги представиш во јавноста. Може се забегав, ама не е важно, ќе се вратам. Ќе се вратиме. Ќе се вратам, да. Имаме што да збориме, да. Исто така во последно време, не знам кога се започна со сподели авторка. Можеш и за тоа да ни кажеш. Мислам дека оваа година, мада времето е релативна работа. Овие 2 години особено. Значи сподели авторка е иницијатива која што започна со, мислам, една девојче Андријана ме инспирираше, поздрав до неа. Кога ми пиша кај може да најде една книга на мајка ми, пошто мајка ми е писателка. И јас си кажав најотворено во Скопје, во таа книжара и она ми кама во Ковадарци нема и сето тоа како да стигнам немак до повеќе женски авторки, почнавме општо да разговараме за феминистичка литература, бидејќи тоа малку повеќе интересираше, дополнително на женското творештво. И тоа никаде пред можеби 3-4 години се случи тој разговор, само што мене ми требаше малку повеќе време таа идеја да стигне до реалност, односно таа случка да моца ми помогна да разберам дека постои начин на кој што ние можеме да овозможиме женско творештво и литература во јавни библиотеки, во младински културни центри, преку поддршка од другите луѓе и општо да се архивира, односно да се направи документација на женското творештво во Македонија. Затоа, мислам, тоа може да се разбира професор или може би постручни лица да го направат, ама ова беше добар почеток каде што на еден драйв собравме прво од луѓето околу мене како книги кои што сметаме дека би било убаво да ги прочитаат, ама потоа малку повеќе навлегавме, бидејќи мене малку поши теорија ме интересира, освен феминистичка литература и женско творештво, така да тука се фокусиравме да најдеме начини таа феминистичка литература да стигне до помалите библиотеки. Добив прекрасна поддршка стварно од Стела, од сите, на некој начин оваа иницијатива не сакам да наречам моја, бидејќи е најмалку моја, бидејќи начинот на кој што сите ми помогна, од како лого до постери, до книги, до кои авторки да ги вклучам, до самите авторки кои што ми пишуваа и ми даваа нивни книги. Така да заедничка иницијатива на сите луѓе кои што учествуваат, ама Стела, односно платформата на Стела, на некој начин ни помогна, особено на мене на Влюра, бидејќи она е дел од иста од иницијативата, не само што е дел од Стела, него и многу и од сподели авторка помага. Да, ние ова на малку повисоко ниво го направиме, односно се организираме подобро. И од таа перспектива да до сега сме биле во Битола, Делчево, Струга, минатата нела бевме и во Тетово и во село Пирок и мислам дека тоа сега за сега. Да, многу интересен момент е тоа дека особено ние во Скопје, мислам дека многу ги зијаме онака здраво за готово работите, имаме пристап до речи си се што ни е потребно, речи си. Имаме пристап до многу работи за кои што многу луѓе од околината или од внатрешноста на Македонија немаат пристап. И ова е еден одличен пример за како ние можеме да направиме полесен пристап на некои работи. Да, особено, мислам, прво, кога ние живееме во доста сиромашна земја и тоа треба да ни биде на сите јасно, дека без разлика на тоа што го гледаме на Инстаграм или тоа што го гледаме во нашиот бабл, тоа не е реалноста. Односно, книгите и јавните библиотеки генерално се просторот на кој што
забораваме на класа, социјален статус и сите условно кажани проблеми околу нас. Така да јас ова го гледам и како начин на кој што ние можеме да креираме одредена форма на солидарност, ами одредена, јас тоа го кажам, community approach, ама као однос кон заедницата, бидејќи и самата пандемија го направи тоа, сме позатворени и по параноични и откачани, ама едноставно као светот гори и као сите се преправаме дека се оке, ама не е тоа така. И мислам дека колку да звучи идеалистички, ама секогаш као немам проблем тоа така да звучи. Мислам дека оваа иницијатива со книгите, иако е можеби многу беззначајна кога ќе ги видиме системските проблеми кои што е потребна поголема ангажираност за да се решат, мислам дека додава една нормалност во смисла дека креира нови простори на здружување и дека мене, например, најме линиот дел од носење книги во библиотеки надвор од Скопје е моментот кога се запознавам со луѓето кои што ги одржуваат тие библиотеки, кои ми раскажуваат дека има читателски клуб во Делчево, дека не знам, во Тетово, во младинскиот центар сами го изградиле целиот центар со подршка онака на тотално рандом луѓе и као тој елемент и тоа поврзување, особено во општество кое што е многу поделено и кое што страда на секаков можен социјален и економски начин, е потребно да се креира, бидејќи као не знам, тешко е веќе како што е. Да. И свесни сме дека ние можеби во нашиот животен век нема да промениме премногу, ама мислам дека треба да се охрабриме да ги креираме тие солидарни мрежи и не знам, мене ми врати малку нека буквално убава желба за живот која што као сите сме тука измеѓу со таа желба за животу, еден флерт. Да. Мислам дека забораваме дека да, јас пример како единец не можам да направам нешто многу или да променам нешто многу, ама како ако се собираме поише луѓе или ако секој направи малку нешто, реално може да се направат промени. Само треба сите да бидеме кој колку може да допринесе да го направи тоа. Ние треба го смениме наративот дека потребно некој друг да ги решава проблемите. Свесна сум дека живееме во исклучително онака обесхрабрувачко општество и дека не мислам тоа што успеваме колку што е можно нешто да направиш во онака очајот околу тебе е веќе исчекор од тоа што се очекува. Така да се согласувам целосно, да, мислам и со Стела и со менторствата сум го имала тој момент каде што можеби еден или во помала некоја група ја чувствуваш таа поддршка и солидарност, ама стварно верувам дека со наоѓање нови начини на кои што ти можеш да учествуваш и се поврзуваш со други луѓе, особено гледајќи како пораснав, што се вика, низ една иницијатива што мислам дека као нема ни да успее, дури не знам дали е успешна, пошто као треба да трае и да постои, па ќе видиме онака за една година или две кај ќе биде. Ама тоа ми докажува дека стварно постојат луѓе кои што сакаат да прават добри работи. И сега особено ме инспирираат и доста онака и акции на чистење и буквално креирање на односот кон заедницата. И што тоа значи? Јас сакам да позборуваме малку и на кај жената во општеството. Многу интересен момент е тоа што јас и ти кога се запознавме, ја не се сеќавам зошто, ма не се сакавме. Не знам дали беше ја тебе дека не те сакав или двете не се сакавме, ја не се сеќавам. Да, јас мислев дека ти нема сакаш. И вовка не знам зошто, ама некогаш за жал почесто во животот ми се случува некој кој што не ме познава, не знам, да има одредено мислење за мене и да јас треба да се оправдам дека сум worthy за да не мора да ме сакаш, ама не мора да бидеш онака лоша личност со мене, пошто ми се случило така као луѓе да се непријатни со мене и као секам, дај нешто не сум окей, не се, ама да, те разбирам, имаше момент кој што беше као анимозитет, а не знаеш зошто и како и се сека. Okay. И мислам дека тоа многу често се случува помеѓу жените. За жал да.
И мислам се ова го кажам како апсолутна вистина, ама Ама од искуство? од личните искуства мислам дека многу полесно дури сега ќе тривиализирам, можеме да збориме за истражување за си останато, ама на пример знаеш као кога дечко ќе извара девојката, него мрзат дечкото, него девојката со кој што е изваран, со кој што варал, пардон. И се останато и сваќаш дека кога живееш во систем кој што ти олеснува, односно ти го гради целиот наратив и вредносен елемент за тоа дека многу полесно да не сакаш некоја жена, отколку да ја поддржиш и да бидеш среќен за тугиот успех. Океј, дури еве да бидеш среќен на плюс. Јас тоа викам, ако не ми помагаш, не ми одмагај, знаеш, као фала, кул, секој со своите проблеми и привилегии и се останато, ама као стварно мислам дека можеме да кажеме дека живееме во екстремно индивидуалистичко, капиталистичко, патриархално општество и као да пробаме да ги гледаме онака системски проблемите, ама всушност онака ги чувствуваме ние на своја кожа секојдневно. Не само за тоа, например, дали утре кога ќе сакаш да се вработиш негде ќе те прашаат кога планираш да имаш деца, него онака во интерперсоналните релации, знаеш, нема да те сака некој рандом девојчиња што онака ти сакаш да се дружиш со нив, ама не си доволно, не знам, може girl или што и да е, за да бидеш доволно онака, за да бидеш примана од некој. Да, и што е најтрагично, не знаеш зошто. Пример, јас да ти кажам сега, Сара, еве, заради ова и ова не си ми била омилена, не знам да ти кажам. Немам појма. И тоа е еден момент кој што јас, колку и да сум, еве, woke, колку и да имам такви моменти кои што да признавам дека тоа било моја грешка и било мој недостаток на некој начин, затоа што јас наместо да се фатам себе си порано, сум се фатила, ама не сум можела порано да се дружиме. Да, сум можела порано. Имавме еден момент кај што беше као чекај малце. You're cool. Да. Нормално си, да, супер. Не, те сваќам и мило ми е што можеме вака да се збориме отворено, да зборуваме отворено за тоа. Имав една личност што познам што ми имаше кажана, бе знаеш што Сара тебе луѓе или те сакаат или не те сакаат, јас стварно верувам во тоа и сваќам дека као тоа е тотална глупост прво да кажеш на некој друг човек, бидејќи секогаш ќе се сомневаш, мислам, светот веќе доволно ти прави да се сомневаш во себе на секаков начин, не ти треба и други луѓе да ти долеваат. После сватив дека таква глупост може само да биде кажана од несигурност и од знаеш, начин на кој што сакаш да даеш и комплимент, ама и наврада или што и да е. И сваќаш дека е небитно, пошто не е возможно ти никого да сакаш или од старт или не, туку едноставно, као што кажа, поентата ми беше, сега ти кажам дека не е твоја грешка тоа, него тоа е едноставно системот на вредности кои што уште од мали као те учат да не се гледате, например, другарките као солидарни или се, него као конкуренција, како некој кој што не се, мислам, тоа е генерално и градењето на митот кон жената дека е unworthy, дека не можеш да веруваш и се останато, као кога се гради целиот мит на тој начин кон тоа што значи да се биде жена и што представува женствено, секогаш има повеќе негативни карактеристики и тоа е всушност на крајот од денот дури интернализирано. Например, ти тоа можеби си го почувствувала кон мене, ама некогаш со себе всушност го имаме тој момент на као потценување, пошто самиот систем патриархален ти вика дека ти не си доволно вредна, не си доволно вредна за почит и за сите тие онака негативни елементи кои што се основата на традиционалноста и на конзервативноста, односно патриархалниот вредносен систем. И ти се пресметуваш, всушност си само онака жртва е можеби тежок збор, ама као тоа ефектира многу сериозно како ги одредуваме релациите со останатите луѓе. И да, место да си бидеме другарки од старт, да си бидеме што може онака заедничко да научиме една од друга, ќе имаме таква една недоварба од старт.
убаво и значајно кога ќе си свесен за тоа, бидејќи така ги надминуваш тие работи, ама као не треба некои работи може од старт да ги знае, знаеш, не мора да све научиме по пат. И кажа нешто многу интересно, што мислам дека е многу вистина, тоа е дека ние сме научени да ги гледаме другите девојки, другите жени како конкуренција. И не знам дали тоа потекнува дека нели ние сме научени дека се што правиш треба за да правиш за да му се допаднеш на мажот и сега сме си конкуренција за истиот маж или општо за вниманието на мажот. Мислам дека дефинитивно се гледаме како конкуренција. Да, мислам, се согласувам, тоа е на некој начин симплифицирање на поголемиот проблем, во смисла како сме вреднувани во општеството и мислам каков е социјалниот однос кон жената и кон девојчињата. Така да тоа е само еден аспект во кој што се представува, знаеш, само да кажам, така ќе го превише ќе биде едноставно ако кажеме да само за вниманието на мажите, сето тоа кога всушност е многу подлабок суштински проблем на нееднаквост. Значи тоа е проблем на култура на силување, култура на патриархално воспитување, култура на невреднување на жените и девојчињата, на нееднакви можности, бидејќи од еден мал, мислам условно кажано мал проблем, всушност сваќаш ти колку тие нееднаквости се прелеваат во животот и колку светот ти вика од старт кај е твоја, сам сака да ти кажа од кај е твојата позиција, ама затоа сме ние тука да ги менјаме тие работи колку што можеме. Да, кога ќе размислиш и на пример нема на повисоки позиции на пример нема многу жени. Така, или кога станува збори и на работно поле, па можеби и за тоа сме и на тој начин си правиме конкуренција меѓу себе, пошто размислуваш треба една-две жени може да има во компанијата, така да ако не влеземе ние, ако не влезам ја, ќе мразам таа што едната што ќе влезе, да. Ја тука, например, иако верувам дека е потребно да имаме role models, значи да постојат односно оние жени кои што ги скршиле правилата кои што претходно биле поставени и не им дозволувале да бидат дел од одреден сектор општество или што и да е во однос на работа, ева да речеме, или можеби не знам, едукација. Меѓутоа за мене не представува еднаквост кога ќе имаме CEO на некоја корпорација или огромна компанија, бидејќи тоа не значи само representation, само да е некој представен, односно да е дел од да е застапен од одредена, да речеме, компанија како главна шефица, тоа не представува системска еднаквост. Тоа не значи дека ако некој можеби бил доволно привилегиран или на крајот од денот и само била дадена таа позиција само затоа што сега тоа на pink washing, на директно прајање на неолибералниот, не сакам да кажам неолиберален феминизам, пошто не е феминизам ако е неолиберален, ама да, тоа не представува еднаквост, ама нас ни се потребни жени кои што ќе ти го сменат наративот за тоа која е твојата улога во општеството. Мислам, ама за тоа можеме да гледаме професорки, научнички, оние кои што се занимаваат можеби повеќе со социјална работа, односно општествена, каде што директно учествуваат во менување на системот и системската поставеност на жената и менување на тие патриархални вредности, пошто бидејќи не е поентата онака да стават некоја најпаметна и мислам можеби најуспешна во бизнис секторот жена на некоја позиција, а незиниот однос кон жените да биде скроз ужасен или да не ги помести границите за жените кои што се вика подоле на хиерархијата. Ние треба да се бориме против поставеноста на хиерархијата. Дека тука лежи еднаквоста што би требало да ја стигнеме. Сега, неодамна прочитав или слушнав нешто што ме натера да се замислам од типот на еднаквост, односно equality, наспроти equity. Да.
Се не знам како е equity на Да, и јас македонски. пробувам да го... Меѓутоа, затоа што има некои работи кои што биолошки жените се поинакви од мажите, од типот на жената треба да се чувствува комотно, да земе породилно и да знае дека може да се врати на работа. Да не треба со самото тоа што не знам на интервју те прашуваат дали противзаконски. планираш да имаш деца И треба го кога. пријавите. Да. Значи дали се бориме за еднаквост или треба да се бориме за equity? Да, дефинитивно, например, еднаквост не е само вие имате иста стартна позиција. Ние легално можеме да кажеме дека живееме во земја каде што легално ти ги имаш истите права. Меѓутоа не е ни тоа скроз точно, ако треба да земаме да правиме анализа на родово базирано насилство и како државата, односно правниот систем го адресира истото и како тоа низ институциите се проткарува и прикажува. Тука немаме еднаквост. Так. Equity е овозможување од старт кога нешто веќе е, да речеме, поназад, во смисла во помалите градови или во руралните средини. Нема доволно градинки. Ние како може да очекуваме дека жената ќе може да биде работничка или ќе сака да работи односно за да го или да придонесе и во домот на друг начин, освен преку нејзината бесплатна бесплатна работа домакинска, ако ние не ги овозможуваме сите овие работи. Тоа не е еднаква можност, ако ние не направиме за некои одредени сегменти посебен пристап за тоа како ќе овозможиме на девојчињата и на жените да бидат еднаков и активен чинител во општеството. Так. Бидејќи, мислам, има жени кои што работат 2 смени и пак доаѓаат дома и треба да се грижат за семејството и се останато. И при тоа да имаат изгора на се да очекуваш да бидат добри родители, да имаат добро ментално здравје, да бидат здрави физички, да бидат убави физички. И физички се разбира, да, фит, прекрасни, сладки и средани. И тоа се сите тие очекувања во овој систем, каде што ти вика, окей, еве претходно не можевте да гласате да работите до овој, еве сега можете, ама знаеш ова што во минатото го правеше црме, треба да продолжиш да го правиш, и ако може да не бидеш гласна во врска со тоа, ако може, знаеш, смајл, смешкај се. Вчера гледав едно видео од американка која што вели јас сум бивша феминистка, порано бев феминистка и сега сватив некои работи и веќе не сум феминистка. И кажува сега, објаснува за некои работи за кои што феминизмот, зашто феминизмот не чини. И меѓу другите работи вика, сакавте, еве се боревме за еднаквост, еве добивме еднаквост, зошто се борите сега, за шо сакате поише? Да, прашам како изгледа да пријавиш насилство во полиција и како ќе те прими полицаецот кога ќе сакаш да пријавиш насилство, и ќе прашам како изгледа да пријавиш насилство извршено од полицаец во полиција. Ќе прашаме како една ромка може да има пристап до репродуктивно здравје, односно до соодветно здравствен одговор на тоа што иследува како граѓанка на земјава. Сите тие прашања многу лесно од одредена, мислам, од земја која што ги има повеќе привилегии, не многу, ама има повеќе привилегии од оваа земја. И при тоа претпоставувам има и онака цис бела жена која што ќе ти има дополнителни интерсекционални привилегии, значи на повисоко ниво, е многу полесно таа позиција да кажува дали полесно да кажува што како имаме право да се бориме или да не се бориме и до кај сме со нееднаквоста и еднаквоста. Да. Тоа нема, знаеш, мене ми е многу криво што за жал ние сме заглавени во дефинирањето на феминизмот, што представува феминизам, дали е теорија, дали е движење, од каде, значи, ама една фан факт, као имаш родови студии, имаш ти цели
теории и книги кои што тоа ти го представуваат и ти го објаснуваат, само што никој ги нема, сам ги нема, никој, не сакам така да звучи, кога немаш ти пристап до тие информации од почеток, да речеме во формално образование или на соодветен начин, многу е лесно некој мамбо џамбо медиуми или особено кога и веќе живееш во патриархално општество, да се стигматизира и да се прави, да се демонизира самиот феминизам како концепт, дека тој ствари уназадува жената. И кога јас познавам многу девојки кои што јас би рекла дека се најхардкор феминистки, пошто се борат за се, ама они прво што ќе ти кажат јас не сум феминистка, пошто не дај Боже, пошто ова е волк, ова е онака или онака, и као ние се занимаваме со дефинирањето на феминизмот, додека буквално ти имаш ситуации како јавна соба, ти имаш пораст на родово базирано насилство, ти имаш фемициди, онака расте бројот на фемициди, расте бројот на несоодветно адресирање на фемицидите во оваа земја генерално, не само во Македонија, него и во регионот. Да не збориме за постконфликтни општества и како засилување за време на војна и како државата понатаму со тоа се соочува и што тоа значи. Значи, сите овие проблеми кои што ние треба да седнеме и да ги објаснуваме научно, да стоиме на глава и да ги објаснуваме, за да они делумно на крај ќе кажат, па знаеш, може си управа, може би не си во право, ама знаеш, ја ќе ти кажам, оваа една имаше го обвини овој глумецот, уствари дека она него го тепа, ама не она го тепаше него. Викам, да, постои насилство врз мажи и врз момчиња, постои. И ние треба тоа да го адресираме, ама самиот збор кога збориме родова еднаквост не значи родова еднаквост само на жени и на мажи, туку на сите. Само што ние го надминуваме концептот на тоа на бинарност пред се во целата поставеност на моќта, за да сватиме дека во патриархатот сите се жртви на патриархатот. И мажите кои што, гледате го статистиките за ментално здравје, мажите се секогаш, почесто се мажите жртви во тие статистики токму заради патриархалните вредности и очекувања кои што ги има општеството. И пак ние не може да признаеме дека патриархалниот, кој што е длабоко поврзан со капиталистичкиот систем, е проблем. Ама не, ние ќе седиме на Твитер и ќе збориме што е феминизам, ќе го дефинираме зборот. И кој е повистинска феминистка и знаеш, луѓе од одредена привилегија ти кажуваат као мерило да има, знаеш, да кој е доволно, кој не е доволно, значи тотално банализирање на една битка кога ние треба да збориме за еднаквост, односно за еквити, треба го најме зборот на македонски. Да. Јас отидов еден чегор понатака да прашам пријател мој многу близок, значи маж, дали ти се сметаш себе си за феминист? Што мислиш, што ми кажа? Значи јас го познавам многу добро и знам дека се залага за сите работи за кои што се залага и феминизмот. Меѓутоа неговиот одговор е не, затоа што тие жени ги мразат мажите и јас не сакам да се поврзувам со таква група. Знаеш, не е он крив, мене ми е криво што ти имаш, значи, тоа е тотално дефокусирање, како што кажав, дефокусирање од вистинскиот сериозен проблем кој што го имаме со нееднаквоста, во однос на дефинирање кој што како е, колку дел од нештото. Да. Меѓутоа тука и треба да бидеме само критични. Мислам дека има и дел од феминистичкото движење кој што треба солидарно да ги адресира одредени проблеми и дека треба да видиме тоа што оди во она што го зема најголемиот замав во мејнстрим медиумите. Како е поврзано со системските проблеми? Бидејќи проблемот општо медиумски и односно комуникацијски е тоа што ги двоиме ситуациите одделно од нешто. Значи ние го гледаме Me Too movement или сега кажувам или не одам каде, значи сите овие иницијативи и проблеми не ги гледаме како дел од нешто, него ги гледаме одделно и ти можеш, значи ти на секоја, на сподели авторка ти можеш да најдеш 100 различни работи кои што би можеле да бидат подобри,
или да речеме за некој посериозен проблем, дека има доста проблематични работи околу нешто, ама поентата е дека тоа дискредитирање се користи понатаму за целото феминистичко движење и за за целата борба за еднаквост. Кај што јас мислам онака, јас ке студирам род, политика и нееднаквост. И како тие три работи се поврзани. Јас имам ситуација, мислам онака на дури на личност која што одлучува за одредени ствари во нашето општество, да треба да објаснам како род и политика се поврзани. Као сега род политика, роди полиси, како? И ти сега седиш и си смислиш дека е за занција, пошто нема зашто да го објаснуваме, си да знаеме, знаеш, системски како се поставени работите. Не, ти треба да го објасниш секој исчекор, зошто, како, дали е доволно добар, знаеш. Трагично. И извини што те прекинувам. Не е феминизам, зашто е феминизам кој може хуманизам да биде, сум као, окей. Не, Добро. all lives matter. All lives matter, totally. Ајде, окей, за 500 години ќе ти кажам, знаеш, да, all lives matter, хуманизам, нема проблем. Let's get there. Да. Можам да видам многу паралели со Body Positivity движењето, дека исто како и феминизмот, сега треба секој од нас да го дефинира, па секој има различно нешто што го, не знам, различна дефиниција. И затоа и луѓето као брендингот ни е лош. Исто како сега на пример, нели pro-life и pro-choice, кое што pro-life тотално не е pro-life, меѓутоа они си имаат брендирано така. Да, ама тоа е многу, мислам, ти кажам, многу добра пента, да, затоа што во јазикот лежи нееднаквоста и начинот на кој што самите луѓе кои што прво ја конструираат таа дискусија околу абортусот. Абортусот не е релевантно прашање до одреден степен во американската политика, додека не е станува начин за мобилизирање на гласачи. Пошто имаш ти гласачи кои што се тотално аполитични и ти се ангажираш, ќе ги убиваат бебињата и не мора да ги спасиме бебињата, пошто тоа е абортус. Проблемот е самото, се согласувам за жал, начин на кој што ние ќе се договориме општествено, што не е така, пошто е наметнато, како ќе наречеме одредено прашање и потоа не одиме надвор од тоа да ја разбираме суштината или дефиницијата или проблемот, него одиме во или апсолутна вистина или комплетно спротивно, нема in between. Например, луѓето кои што се нарекуваат дека се pro-life, нив ги интересира pro-life дури не се роди бебето, потоа дали ќе живее во најсиромашното мало и како тоа мало се финансира и кој е начинот на дали неговите родители имаат право на глас, пошто треба 3 работи да работат, не смеат да отидат да гласат, значи тотално е замачкано. Да, и површински пристап на како нешто представува проблем или не представува проблем. Немаме проблем со родова базирана, мислам, со родова еднаквост, ако ќе им ги спомнеш статистиките за семено насилство, односно за родово базирано насилство, па добро знаеш тоа се случи, тоа сега треба полицијата, тоа не. Начинот на кој што зборуваме за родова еднаквост охрабрува насилство. Начинот на кој што во јавноста ги третираме жртвите охрабрува насилство. Начинот на кој што институциите одговараат на родово базирано насилство детерминира како една жртва ќе заздрави од целиот тој процес и дали ќе биде утре функционална да продолжи со животот или не. Ние не креираме систем на подршка што потоа. Ние ќе се заглавиме во дефинирањето, ќе се заглавиме во дали е силување или не, пошто треба некои чичковци да одлучат дали е или не е, или комисија, ама нема да разговараме што потоа. Као за многу, за жал, општествени, мислам, политички, социјално-економски проблеми. Не се занимаваме со суштинскиот вредносен проблем кој што дозволува да тоа се уште продолжува и се случува. Да, ние денеска живееме во општество кај што има поголеми слободи за одредени прашања, ама не сме ни до пола. Кога сме веќе кај родово базираното насилство во земјава,
имав дека неколку работи што сакам да ги прочитам, да направиме муабет за ова. Вика, Amnesty International во најновиот годишен извештај во делот за Северна Македонија упатува загриженост поради неказнивоста, говорот на омраза и дискриминацијата на жените, ромите и ЛГБТ лицата. Значи, ние сме доста назад во ова поле и вели дека во април владата го скратила финансирањето на невладините организации за повеќе од $500,000, загрозувајќи ја нивната можност за испорака на основни услуги, наведуваат од Amnesty International. И уште една работа, Amnesty International и забележува на владата дека не успеала целосно да ги спроведе препораките од невладините организации за заштита на жените и децата кои бегаат од домашно насилство. Мислам дека домашното насилство кај нас, особено пошто живееме во една таква патриархално општество, е многу застапено, нормализирано дури, тоа е проблемот. Многу ретко се пријавува, а и кога ќе се пријави, мислам дека многу баш не се казнува. Значи, јас имам личност од мојата потесно обкружување, која што поминуваше низ родово базирано насилство, семејно насилство, меѓутоа никогаш не пријави, затоа што онака муабетот беше, ако пријавам, ќе стане уште полошо. Нема да направат ништо во врска со ситуацијата, нема да направат ништо, а он уште повеќе ќе се наљути зошто сум пријавила. И ќе биде полошо. Значи, дури и да сакаш да пријавиш, и да имаш храброст да пријавиш, џабе ти е на некој начин. Сега замисли го мајндсетот каде што знаеме во каква држава живееме и особено во кој сектор е нефункционална и каде потврла. И сега замисли личност која што тоа го знае и сепак се наоѓа во толку страшна ситуација што иако знаеш дека немаат заштита соодветно или дека полицајецот кој што ќе пријавиш насилство ќе те осуди, пошто нели тоа е нормално така го направиме, замисли ти во каква страшна ситуација треба да се најдеш да собереш храброст тоа го направиш. Знаејќи од старт дека можеби ќе ти биде пострашно. Пошто колку 2% пријавуваат од најсериозните форми на насилство. Тоа е страшна бројка. 2% од И тоа што, пошто ние сега, нели, сакаме да ги дефинираме работите, што дефинираме, колку години треба да се случува, колку треба да биде сериозно, за да, пошто, нели, имаш сериозно и несериозно. Што е несериозно? Шамар еден е несериозно? Треба да ти го скрши носот за да биде сериозно? Треба да има тешка телесна повреда за да го класифицираме, бидејќи ние го класифицираме, ние сме треба да кажеме дека имаме систем кој што ги класифицира модриците на женското тело. Значи, колку модрици повеќе, така ние можеме да кажеме, а сега случајот е подобро изграден. Значи, тоа сега може да преземеме нешто. А постоја ситуации, значи, да не зборим, психолошко насилство, тоа е веќе научна фантастика дека постои. Пошто нели, ние сме сите криво ме што користам иронијава, тоа гневот излегува од мене, извини. Ми е криво што тој патриархален систем има создадено таков однос кон недоверба на тоа што го зборува жената и што затоа зборувам цело време дека ние треба 1000 пати да се објаснуваме за една работа кога е проблем и можеш да замислиш кога си жртва на семено на родово базирано насилство, каде што ти е самодовербата уништена, каде што менталното и физичкото здравје ти се под знак прашалник, ти да треба да го одново
живееш секој пат тоа кога ќе треба да го на полицајецот, на јавниот обвинител, на судења, има многу случаи каде што и оние кои што пријавиле, бидејќи правосудниот систем не ти функционира и тоа трае со години. И ти треба, има луѓе кои што, жени кои што се откажале од процесот бидејќи не можеле едноставно одново и одново да го преживуваат. Во моментот кривичниот законник треба да донесе одредени измени за да се во склад со Истанбулската конвенција. Дека не е поентата да се направат одредени промени за поголемите или посериозните работи, туку треба јасно и конкретно и да биде напишано, да не се остави на толкување што значи демнење, што да се криминализира како кривично дело, не само демнењето, него општо сите форми на родово базирано насилство, да се внесе концептот на род и односно жртва на родово базирано насилство. Тие работи не се само, мислам, ако ние сакаме да зборуваме за еднаквост, мораме да започнеме од сериозните проблеми во нашето општество кои што директно ти викаат дека самиот систем правосуден не го третира родово базираното како што треба прво, не е директно во склад со препораките кои што патем сме ги подпишале, баш тоа нели се што гледавме дека во 2011 7 години било потребно да се ратификува договорот од кога е подпишан. Мислам, за жал имаше земји кои што го немаат се уште подпишан, на пример Велика Британија нема подпишана Истанбулската конвенција. Ама еве ние како земја сме го направиле тој исчекор, не е доволно само подпишувањето или само декларативно зборување за родово базирано насилство или не за насилство врз жените во политика. Океј, што значи тоа? Што значи тоа за политичките партии? Како внатре тоа ќе го решаваат? Како они системот до сега на функционирање кој што директно ги дискриминира жените и во политика, и во јавната сфера, и во домот, како тој дел ние ќе го решиме наспроти сите кампањи, наспроти сите декларативни, символични моменти, што јас мислам, колку да зборам со цинизам, да, тие работи се потребни бидејќи го менуваат наративот и воедно придонесуваат до едукација. Ама ние треба да се занимаваме со што потоа и со како тоа да го направиме. Да. Значи не може без кривичен законник кој што ти вика дека кривичен законник кој што вика ова е кривично дело, ние не може да зборуваме понатаму бидејќи самите жени кои што се жртви на семејно насилство, односно на родово базирано насилство, и секој кој што е жртва, ќе се каже извини, ова не спаѓа во списокот на работи. Затоа што многу често не ни знаеш се уште за жал на почетокот не си сигурен дека тоа што се случува не е во ред, бидејќи не учат дека тоа не е во ред. Мислам дека и самата полиција и луѓето на кои што ти треба да отидеш и да им кажеш што се случило и кои што треба да бидат тука да те заштитат, мислам дека они се еден од поголемиот проблем. Затоа што ти имаш човек таму кој што мисли дека тоа што ти се случило е сосема нормално. И ти му идеш, му кажуваш, му пријавуваш и он ти вика па добре, да ти ударил шамар. А ти шо му речеш, шо направи ти за да ти удари шамар? Значи тој истиот човек може да е дома таков. Може и тој да удира шамари по дома. И ти сега му дојдеш и му викаш па ми удари шамар, сакам да го пријавам. И он ти се смее. За првиот пат кога пријавив родово базирано насилство во полиција, не сум спремна да зборувам, бидејќи свесна сум каков третман добив кога прв пат зборував за тоа. За вториот пат, бидејќи полесно поминав и бев нападнат од полицаец, сметав дека морам као, окей, плаќам данок во оваа држава, се трудам, сакам да правам нешто за општеството и не може мене некој полицаец кој што е тука да ме заштити од родово базирано насилство, да ме напаѓа. И кога пробав во Охридската полиција да го пријавам, ми рекоа девојче тука нема да ти пројде ова,
сигурно пријавата нема ни да заврши кај што треба, во Скопје пријави си. Нема проблем. Јас пријавив во Скопје. Писмото што го добив како одговор на мојата пријава, што патам лесна повреда, беше такво релативизирање на тоа што ми се случи. Беше такво оправдување на тоа што ми се случи, дека они го штителе јавниот ред од мене, и дека јас кога сум била во Охрид да пријавам сум била поспана и дека тоа претпоставува дека јас сум била под некои дејства вечерта кога тоа се случило. Единствената причина зашто јас се охрабрив доволно да го пријавам тоа, освен што као буквално една личност која што баш директно се занимава со човекови права беше таму и ми помогна и се соодветно разговарав и со него. Другата причина беше бидејќи не бев воопшто алкохол таа вечер и сигам, знаеш што, сега баш заради тоа нема зашто да ми се фатат или како ми се фатат, затоа што за жал свесна сум дека тоа е системот кој што живееме. Као решив да ја пријавам и уште ми се имам вкус на гадење која као ќе ми текна на писмото бидејќи читаш како некој чиновник или чиновничка, да бидам родово сензитивна, во некоја институција седи и пријавата која што ти директно си рекол, окей, ова ми го направи тој од таа и таа единица, ве молам најдете го, не го знам си име презиме, еве ви слика, пошто истапа и малолетник истата вечер, ама малолетникот му беше страв да пријави. И сега седи некој чиновник во некоја канцеларија и типка и го буквално онака секое човеково достоинство кое што патам човеково право, ти го напаѓа затоа што они мораат, знаеш, полицајците не тепаат. Ние немаме полициска бруталност. Ние немаме луѓе кои што умреле од полициска бруталност во оваа земја. Ние немаме студенти кои што беа тепани во читална, бидејќи истите тие полицајци се таму. Истите тие полицајци не се променети, никој не одговараше соодветно за тоа што се случи во читалната и во сите други инстанции. Да. При тоа, јас сум привилегирана девојка од Скопје, со високо образование и се останато, со системна поддршка, со психолошка поддршка и сите тие работи кои што јас се уште имам онака страф и проблем кога ќе видам полицаец, бидејќи сум свесна за нивната способност и која е на крајот од денот ќе звучам нивната природа, бидејќи ако они мене за мојата природа како жена и на нормална можат да ме стават во еден кош, можеме и ние исто тоа го правиме. Дали на долг рок тоа е добро, искрено не ме гаѓа бидејќи јас не верувам во никаква соодветна реформа во полицијата. Ама верувам дека може да направиме подобар правен систем без разлика на тоа што сум свесна за колку е нефункционален. Да. Така да од тој аспект сакам да кажам и да ги охрабрам на некој начин сите, бидејќи сите за жал сме имале некакво такво искуство, да зборуваме малку поотворено за тоа, колку и да ни трепари гласот да го збориме. Ама треба да ни биде јасно дека имаме право и да побараме поддршка и помош и дека имаме право и да бараме овие работи да бидат завршени. Да, и едноставно баш тоа што не се казнува остава простор тоа да се повторува и повторува. Како на пример со јавна соба што се случи кога беше 2019-та. Никој не одговараше за тоа, ништо не се случи. За повторно да се отвори после колку беше 6 месеци, не знам, можеби година дена. Тоа што првиот пат никој не одговараше, си рекоа, па што ни е гајле, као ништо нема да ни се деси, ништо нема да ни се деси, ќе си продолжиме како што си сакаме да си продолжиме. И мислам дека за многу работи е тоа така. Да, кога во градинка некој момче ќе плесна некоја девојче или ќе удри или ќе потегне за коса, Мислам, не викам дека ти треба травма напреш некоја 3-годишно дете и зашо тоа го направил, него не седнеме и разговараме зашо е тоа добро. Значи, ми се има случајна ситуација, ова мислам апсурдно, ова ќе го кажам и ќе стане онака хаштаг не се десило. Седиме со девојка која што многу ја почитувам и која што стварно препаметна и прекул и као работи баш во сектор со човекови права и сакавме да направиме некаква кампања за родово базирано насилство. Доаѓа дете и се врти на мајка му и му вика:
Сега ќе удрам тетката. Има маа со fucking авион дрвен у фаца, ја на седим и сме као, дали ова стварно се случува? И мајката не се извини, и таткото беше малку подалеку, не се извини, него само не кажа, ќе си одиме од тука. Као, демек нема да ви пречиме. Нема да ви, да, или нема да ви пречиме, као, не, извини се, искара го, знаеш, Кажи му дека не е окей најавува тоа. дека ќе удри рандом тетката, што не сум тетка пата, ќе удри рандом тетката, ти најавува и ти си као седиш од страна и си во ред со тоа. Мислам, не викам, не е поентата со наследство да го спречиме наследството. Да, не треба сега да го истепа она на лице место Да, и слично, ама не сакам треба да да му каже не е окей тоа. Ама не сакам да идам на часови за самоодбрана за да се чувствувам посигурно. Да. Знаеш, јас свесна сум дека нема кој да ме заштити, мислам, да, имам пријатели, партнер, сето тоа. Ама ние треба да сме свесни дека заштитата на крајот од денот останува саме на нас. Кога немам систем кој што ме штити, да, јас ќе идам на часови за самоодбрана, ама дали тоа треба да биде нормален однос? Сам на полден здидам, ме разбираш? Зошто тогаш да. Зошто тогаш постои полиција ако не ме штити, ако треба јас самата да се штитам? Зошто постои таква гранка и зошто Па, зимаат плата од мојот данок? па и тој пишуваше во извештајот кај што го релативизира насилството кое ми се случи, беше дека јас тоа сум рекла, демек вие сте полицајци, знаеш, јас плаќам данок за да, јам рекла, викам, ти си полицаец и ме маваш? Као, буквално, Ја те плаќам. да, сега свесна сум и за дека може, не сум морала тоа да го кажам, а сам ти кажам дека да, ние плаќаме, ние учествуваме, ама ние само дека јас те плаќам ти за мене да ми правиш како што јас сакам, него ние сме дел од истото општество. Сите плаќаме, Да, не да, само да, јас или... ама да. сакам да кажам дека као ние тоа онака иде на капиталистички наративи, него повеќе сакам да кажам ние сме дел од исто општество, треба да живееме во иста земја, треба да идеме да бидеме дел од истиот јавно образование, од истиот здравствен систем, значи ние сме еднакви, ние сме дел од оваа земја. Да. И сега ти како граѓанка си од страна некој тебе да те третира како да има право само заради тоа што носи значка, да има право да прави тоа што сака и се разбира дека ќе тепаат малолетници и жени и дека ќе ги дупло ќе ги травматизираат жртвите на наследство кога доаѓаат да пријават, бидејќи постои наказнивост, бидејќи никој на нив не им пресакал тој начин на однесување и бидејќи за нив е тоа патерн на однесување. Да. Свесна сум дека генерализирам, ама знаеш како генерализираш сите, дали сите полицајци сите. Ако полицајците го гледаат тоа И не прават ништо, и ки искочат можеби со некоја изјава или со дел како од некоја кампања, тоа мене ништо не ми значи. Мене ништо не ми менува. Бидејќи колку пријави на други луѓе кои што не отишле, на пример, еве, дошла некоја да пријави во Охрид дека исто може ќе се случило како мене, не отишла вториот пат да пријави во Скопје или на некое друго место. Него си рекла, нема да се замарам. Да. Зашо да се замарам? И патам, јас со позицијата, на пример, што сум запознаена со моите човекови права, јас не одлучив понатаму да додам во тој случај, Да. бидејќи сватив колку е саат. Јас сакам да имав силата во тој момент и да нема повреди тоа толку И многу. треба да имаш финансии многу. Патам, треба да имаш пари за да платиш Адвокат. и се останато, кои што ги немам, и треба јас евентуално И да кој што од старт знаеш дека одиш против еден систем кој што сигурно нема да го поместиш. И ова збориме за повреда која што патам не е тешка, значи лесна телесна повреда, и која што замисли онака тие кои што многу потешко поминале од мене, во какви ситуации се они, и ако јас вака се чувствам од едно такво искуство, и ти треба да си понатаму функционален, и треба да работиш, и треба да градиш семејство или што и да сакаш да правиш во животот, а тоа остава врз тебе траг. И ние треба да имаме систем кој што ти вика, кој што те заштитува, кој што не заштитува само, превенира. Да.
Што е многу битно. Ние цело време се занимаваме со ефектите на патриархалните вредности. Со кој е ефектот на тоа кога е нормализирано насилството врз жени и девојчиња. А ние идеме чекор понапред да спречиме такво нормализирање, да спречиме насилство, да спречиме да воопшто стигне до позиција да ние сега треба да зборуваме како полицајецот реагира кога ќе доеш да пријавиш насилство. Што патам, што е поапсурдно во мојата ситуација, полицајка го пријавив. Полицајка беше таа која што пријави. Што апсурдноста на гейткипинг и зачувување на статус квото. Бидејќи нели тоа е... Да, тука кога зборуваме за темиве не е само дека мажите размислуваат така, има и многу жени кои што помагаат тој статус кво да биде задржан. Тоа е најголемиот проблем кој што дека луѓето мислат дека кога го напаѓаш патриархатот и патриархалните вредности, дека ги напаѓаш мажите како концепт, како мажи. Тоа нема врска и не знам колку пати ние треба за банални работи да се објаснуваме, ама окей, нема проблем. Жртви на патриархатот се и мажите, и жените, сите, и транс мажите, и транс жените, сите. Сите ние, без разлика како се дефинираш. И non-binary и така натаму. Да. Поентата е дека треба да разберат, и мене ми паѓа потешко кога гледам жени како директно учествуваат у патриархатот, директно мислат дека имаат одредена моќ во самиот патриархат, мислам сите гледаме Handmaid's Tale и јасно ти е. Ама за жал тоа е нашата реалност во одредени ситуации, ама проблемот е дека треба да се разбере сите сме жртви, сите сме заедно во ова и дека на сите останува да се бориме за родова еднаквост. Бидејќи буквално тоа е она од кое што, мислам, самиот патриархален систем на вредности е она кое што тебе не ти дозволува да бидеш тоа што навистина си, кое што од старт те детерминира само врз основа на твојот род. Така. Ова е, мислам дека е еден многу добар завршеток. Јас и ти може да седиме овде и до задутра да збориме, затоа што има многу работа, има многу што да се каже. Јас верувам дека и во иднина ќе имаме прилика повеќе да зборуваме и пак да зборуваме. Јас сакам само една фала да ти кажам. Муабетот дефинитивно не е завршен, меѓутоа е многу важно да ги зборуваме гласно овие работи. И ќе завршиме овдака со денешната епизода. Значи, овие видеа можете да ги гледате на YouTube, на IGTV и можеби на Spotify. Сега ми текна. И се гледаме во наредно видео со нова тема. Чао, чао.